полни 5 години брои успешната приказна наречена Брод Армада. Удобен и опремен по најсовремени стандарди, нуди уникатна услуга што домашните и странски гости, но и видни светски личности ја препознаа, дополнително придонесувајќи нивниот престој во Охрид да биде незаборавен. За почетоците, услугите што ги нудат, интересните и несекојдневни случаи за кои сведочи палубата на Армада, но и за новитетите во понудата, разговаравме со Ѓоко Наумовски, собственик на бродот Армада. Велат дека се посебни луѓето кои ги сакаат бродовите. Како се роди идејата за Армада? Имаше ли пресудна улога љубовта кон бродовите и езерото или кон ќерката на капетанот? Значи, долго тлееше идејата да се земи брод. Ние првично сакавме уште 2010-11 негде да се земи брод, али во моментот тоаш не евме ни во можност да инвестираме во такво нешто, пошто сепак е голема инвестиција. Двајца да трнавме по различни патишта, јас со видеопродукција, сопругата со туристичка агенција, али цело време нешто работите ни се спојуваат, дали на конгреси, дали на свадби, дали на некои настани, и цело време имаше потреба од нешто да работиме заедно. 2019 конечно ни се исполни на двајцата желбата да се земи бродот и успеавме, со судни маки успеавме. Армада е посебен, брод по повеќе основи. Има најсовремена опрема и самата боја е надвор од она стандардното мислење дека бродовите се најчесто бели. Зошто се одлучивте за црна боја и кажете ни нешто повеќе за самиот брод, од каде го донесовте, можеби и некои технички карактеристики? Па да, во основа бродот пред да го заемиме тој онака беше црн. Сакавме да сме поразлични од другите комплетно. Да, не е правило дека морат бродовите да бидат бели. Го стадовме со црна основа, со тоа што ние додадовме малце и златна, пошто маркетиншки, графички најголем контраст имаат црната и жолтата боја. Како го донесовме? Со многу труд и љубов. Значи, бродот е од производство во Унгарија. На 30 декември 2018 го донесовме. Од февруари до јуни се случи реновирањето, значи тога се инсталира најновата опрема од мотори, електрика, сигурносни уреди, све што треба. И 21 декември конечно се доби дозволата од страна на Биро Веритас. Сосема тешка постапка, али вредеше за се. Што се нудите како услуга на Армада? Диапазонот на услуги на брод Армада е многу голем. Значи, не сме ние класичен превоз на патници, туку имаме доста плюс работи што ги нудиме, од класичните тури Охрид Свети Наум што ни се. Воведовме сосема нова тура на Зедисонце, Санце тура, што е многу позната кај нас и да речам и пошироко. Имаме нокни крстарења, донесовме на лизгалка слайдер која инсталираме на сред езеро, па имаме и плюс таква тура, Adventure Cruise. Доста приватни настани, се одржувале семинари со предавање на самиот брод. Имаме можност за кетеринг на бродов. Во суштина ние имаме две палуби по 90 квадрати, кај што можеме да организираме све што би посакале. Поминаа 5 години, кои сигурно били исполнети со многу интересни настани. Бројни видни лица, председатели од целиот свет уживале во езерото на Армада. Без да навлегуваме во приватноста, но се сеќавате ли на некои настани кои се навистина интересни и несекојдневни? Па се дешавале доста работи на бродов, од запросувања до, како што рековте, председатели, премиери, владици сме носеле доста. Во принцип, гледаме да му ги исполниме желбите на сите луѓе. Сме имале, како една од поинтересните настани, да речам, се дешавало некој да имаат побарување за пијачка на сред езеро, па му сме овозможиле да добијат посебна пијачка на сред езеро, ако сме ја немале ние во тој момент. Огномети сме имале, значи, на сред езеро и така нешто. Кои се омилените места на ривиерата кои гостите најчесто ги посетуваат? Има ли некои посебни барања годиниве наназад кои ви оставиле посебен впечаток, кои можеби ве измачиле додека се исполнат, но на крај финалниот настан бил на задоволство на сите? Има мал милион барања, секој човек си има посебни побарувања. Местава кои што сакаат да ги посетат се вообичаените. Залив на Коски, Свети Наум, на кај Струга некога сме имале потреба на кај Радош да возиме. Побарувања, во принцип,
нашите, да речам, обичниве гости кога би биле, нема некои посебни побарувања, повеќе имаме кога се вип личностите на бродов присутни, тогаш ни е така малци и нас поинтересно и се надевам дека и нив околу безбедносни проверки, услугата, да речам, чистотата на бродов, што досега сме немале никакви замерки, така кога ќе помини некој таков настан од висок безбедносен аспект, баш и нас не олеснува, али ние и стимул плюс дека сме успеале да завршиме некоја работа дополнително плюс. Зад вас се полни 5 години. Што да очекуваме од Армада во следните 5? Ке има ли новитети во понудата? Во секој случај, да, календарски ние ги поминавме 5 години, од кои 2 бевме во корона и војнава, да речам, доста ни направи проблеми, али фала Богу дека Армада нема да застане тука, значи секогаш ќе одиме со плюс понуда, во тек е подготовка на нова веб страна која ќе е дополнение на досегашната, пошто единствени сме во Охрид кај што имаме продажба на карти за превоз на патници со брод. Ке има доста новитети, значи може да не следите по нашите фан страни, така да со нови сили до нови победи.